држава која што живее на вересија, нормално е да бараме и некои средства за да преживееме. Денес дискутираме за два сериозни кредита. Уште еден е најавен. Предлог на закон за задлжување на Република Македонија кај Меѓународниот монетарен фонд со кредитна линија за предпазливост и ликвидност. Пазете сега, предпазливост и ликвидност. Имаме проблеми со ликвидноста, некој го препознал тоа. Имаме моменти на ризици, поради што некој смета дека треба да бидеме предпазливи. А имаме и кризи, имаме и некој несовладлив порив за дополнително задолжување. 530 милиони евра со овој заем, 20 милиони со следниот што е на дневен ред денеска, 550, и уште еден што чека на разгледување до крајот на неделата, близу 600 милиони евра за само една недела. И тоа не е така. Видите сега, имавме жолчни дискусии за надуван буџет од 4,7 милиарди евра за оваа година. Тврдевте дека блескаме, дека тоа е реално остварливо, дека ќе биде спроведено и така натаму. Сега добиваме кредит за да поддржиме ликвидност. И тоа не е се. На дневен ред наскоро ќе дојде новиот буџет од 5,3 милиарди евра. Овој не можеме го завршиме. Треба да земеме кредитни линии од ММФ и од Светска банка за ликвидноста, а ние дополнителни 600 милиони евра предвидуваме дека наредната година без проблем ќе ги обезбедиме и потрошиме. И тие повторно ќе бидат задолжувања. Бидејќи оваа власт не знае да генерира приходи. Оваа власт генерира кризи. Оваа власт генерира корупција. Оваа власт генерира несигурност. И нема да биде ништо поразлично. Можеби да се надеваме единствената надеж од тој огромен надуван буџет од 5,3 милиарди евра е тоа што можеби ќе биде изборен, па ќе имаме и презремени избори и конечно ќе се стави крај на ова недомаќинско, неразбирливо и нелогично однесување на власта. 3 милиарди евра ја задолжија државата за овие неколку години власт што се. Тоа е повеќе него сите влади заедно претходно. 8 милиарди евра пристигна вкупниот долг на Република Македонија. Па каде се движиме? Кој ќе го плаќа тоа? Тоа прашање се што не ги интересира власта. Они се за купи ден помини. Секој ден си е плюс. Секој ден си е можност уште некој тендер ќе се реализира. Истите оние тендершија кај што истражувачките куќи кажуваат, кои што ги испитува фирмите, кај што секоја втора фирма вели дека на секој тендер има корупција. И најголемиот дел се во преговарање, во 4 очи. И колку од овие пари ќе бидат така потрошени? Бидејќи ние си имаме очигледно проблеми со ефикасноста. Ние си имаме проблеми со оваа власт. Добро е што имаме пријатели и партнери во Меѓународниот монетарен фонд и други финансиски институции, кои се обидуваат да не извлечат од неволите и проблемите, но лошо е што имаме влада која што е само генератор на неволи, проблеми и корупција. Тоа е најлошото и тука треба да се сконцентрираме, да се промени владата, бидејќи нема да биде подобро. Ова е кредитна линија која што е повлечена во група со Панама и Мароко. И знаеме зошто тие држави се во таа ситуација да мора да земат оваа кредитна линија. Панама, држава која што целокупното живење се базира на продажба на банани и протокот на трговијата во Панамскиот канал. Падната економијата во светот, помал е протокот, мора да земе линијата да преживеат. Мароко, држава која што има сериозен проблем со увозната зависност и стабилноста силно притисната од инфлацијата. И лесно е да ги увидиме сличностите зошто сме во оваа група. Дори ние имаме некоја криза плюс од нив, они барем немаат топлинска криза. Ние имаме власт која што веќе направи 20% инфлација, која што нема никаква контрола на тековите, со 30% зголемена храна. Затоа треба да преживееме. Земаме линија, бидејќи ако не ја земеме, не знаеме дали ќе имаме за плати, за пензии, за субвенции, за стипендии. Бидејќи знаеме дека владата повторно ќе биде фокусирана на реализација на сомнителни набавки и тендери, кои што не произведуваат општо добро.
Бидејќи знаеме дека и со тој мегаломански буџет следната година повторно ќе немаме капитални инвестиции. Повторно ќе има веднаш некој ребаланс кај што тие ќе се преполува за до крај на годината да бидат на некои мизерни 15 или 17% реализацијата. Повторно ќе имаме ситуација кај што проекциите на владата нема да бидат исполнети. Вие одберете дали е тоа поради неефикасните институции, ради всестраната корупција што е нотирана од сите наши меѓународни партнери, или поради нешто трето. Зошто го велиме ова? Бидејќи имаме варијабилна камата на повлечен износ на кредитната линија до 187% од кода ќе се применува каматна стапка во висина на стапката на трошоци според правилата утврдени од ММФ 3,6. И тоа е добро. Но ние знаеме дека жетта на владата за пари и нејзината не може да генерира приходи, ќе се направи уште еден чекор. Тоа е следниот. Доколку повлечениот износ остане над 187% од квотата, ќе се применува каматна стапка во висина на стапка на трошоци според правилата од ММФ зголемена за 2%, што значи 5,66. А доколку имаме и понатаму и по третата година над 187%, ќе се применува каматна стапка во висина на стапка на трошоци зголемена за 3%, 6,66. И понатаму, за секој направено публикување на средствата од кредитната линија на ММФ, му се плаќа трошок за услуги во висина 0,5%. Значи, на крајот од периодот, имајќи предвид со кого си имаме работа, лесно ќе може да биде споредено, некој нареден состав на парламентот ќе утврди дека овој кредит ќе не чини најмалку 7,5%. Не ради ММФ. Оставиле простор за некој што сака да работи и да се посвети на државата. Но имаме влада која што тоа не интересира. Не интересира колку трошоци ќе платиме, колку скапи кредити имаме, нив ги интересираат нивните лични интереси на рачките од Бихачка. Да не заборавиме, зимнете во новиот буџет 920 милиони евра, малте на 1 милиарда, има предвидено за договорни услуги, разни трансфери и слични работи. Ништо ефективно. Никаква стапка на развој. Нема чекор напред. Нема иднина со оваа влада. И да земевме уште 500 милиони и милиарда да беше ова задолжување. Парите ќе бидат злоупотребени, не е структурен кредитот. Корупцијата и криминалот на оваа власт ќе ги изеде и тие пари. Нема да видат граѓаните ништо. Ќе им остане уште повисока инфлација, уште поголеми трошоци на живот и уште поголема неизвестност на нивното секојдневие. Да не дозволиме и понатаму да бидеме у групите со Панама и Мароко. Да не дозволиме да бидеме за посмев. Да не дозволиме да бидеме на врвот на корупцијата. Овие средства мораме да ги земеме, бидејќи мораме. Бидејќи ќе биде целото општество во уште потешка состојба. Ние знаеме како ќе тијат средствата со оваа влада. Затоа ќе бидеме воздржани. Бидејќи можеше да се биде и без овие средства. Можеше да заштедиме и на производството на струја. Можете да слушате и опозицијата каде имаме непродуктивни трошоци за намалување. Можевме да направиме и доволно стабилни услови за развој на економијата, па наместо да земеме кредит да произведуваме, односно да добиваме приходи плюс. Но тоа не во оваа држава, каде што заменикот премиер не го интересира кај му бега даношната евазија. Тие ќе пишувале закони, тоа ќе зборам повеќе за следниот кредит. Останува чувството, ние ќе бидеме воздржани, долгот уште поголем, несигурноста на граѓаните уште поизразена, се додека оваа власт не се промени. Ви благодарам.